Без малку 40.000 потписи се собрани во изминативе неколку дена, откако започна собирањето на потписи за можната кандидатура за претседателските избори. Овие 40.000 потписи се распределени меѓу 11 учесници, меѓу кои не се Гордана Силјановска, која е кандидат на ВМРО ДПМН, и Стево Пендаровски од СДСМ. Кому би припаднале овие потенцијални гласови кои се собрани како потписи? Прв кој собра 10.000 потписи беше Бојар Османи, кој официјално може да учествува во трката. Арбен Таравари собра речиси 8.000 потписи, Максим Димитриевски 8.400, Билјана Банковска 6.200, Стефче Акимовски 4.700. Останатите учесници имаат далеку помал број на собрани потписи за сега. Ваквата шараноликост на политичката сцена за претседателски избори не е честа појава. Се поизвестно е дека 8 кандидати ќе учествуваат на изборите, од кои, како што покажува праксата во Македонија, во вториот круг одат кандидатите на најголемите партии, односно ВМРО ДПМН и СДСМ. Според дел од аналитичарите, ваквата голема бројка на заинтересирани е за да се измерат пред парламентарните избори, но и во позадина има и политички трикови за одземање на гласови на фаворитот на изборите, односно Гордана Силјановска-Давкова. Во голем број држави доминираат две партии, како што во Соединените американски држави, Велика Британија. Кај нас на политичкиот фонд има едно чудо партии, што е помалку и несимпатично на некој начин, бидејќи тие сакале ли не, ќе а добар дел некои и сакаат, има и формирани со таа намера да им се наштети на главните, на големите партии. Во конкретниот случај, тоа се работи на сметка на главната опозиција. Според Никовски, обидите за одземање на гласови од опозицијата се закана, но сепак атмосферата е јасна. Македонија бара промени. Поранешниот амбасадор вели дека овие претседателски избори се идеална шанса за помалите партии да си направат анкета како би котирале на парламентарните избори. Мислам дека за добар дел од нив причината е за да се припремат, односно да го мобилизираат гласачкото тело за парламентарните избори. Тие се свесни дека немаат никакви изгледи, а меѓу сие тие колку е преку 10 кандидати, има и некои кои имаат лични амбиции, кои, велам, само дават некој фактор на целиот изборен процес. Во целина, мислам, јасно е дека во вториот круг ќе двата кандидати од двете најголеми партии и тоа е на некој начин и добро. Се уште се чека и како ќе одиграат и претендентите за кандидатура од албанската заедница во Македонија. Дали дуи своите гласови би му ги дале на Пендаровски, со кого во последно време ја расипаа калемирата со законот за игри на среќа. Како и како ќе постапат од коалицијата на Таравари, Гаши, Меджити и Касами? Дали би повикале на поддршка на кандидатот на ВМРО ДПМН, дали и за кандидатот на СДСМ, или пак ќе остават нивните гласачи сами да одлучат?